Кој беше вклучен во тоа истражување? До какви податоци дојдовте? Во месец ноември по втор пат направивме една анкета во групата Пеперутки. Овој пат добивме 180 одговори. Таа група брои негдека повеќе од 2000, 1800-2000 пациенти, поголемиот дел со рак на дојка, и овој пат имавме 180 одговори. Онако што сакавме овој пат да го видиме од анкетата, беа неколку работи за кои што ние посебно ќе издадеме еден извештај. Меѓутоа, онако што е интересно како податок е дека 80% од прилика, сега јас да не ги кажувам на памет бројките, ако околу 60% од пациентите прават контролни прегледи по препорака на онкологот, онда остануваат 38% од прилика до 40% кои што тоа го прават на своја рака. Односно инсистираат кај онколозите да им се направат овие контролни прегледи. Тука спаѓаат тумор маркери, мамографии, најчесто пет скенови, компјутерски томографии на одредени области и слично. И кога ги прашаме пациентите зошто ова го прават, огромен процент, негдека од прилика повеќе од 60% од нив одговориле поради лична сигурност. И сега од друга страна па, ние знаеме дека на клиниката за онкологија постојат психолози. Дури 70% одговориле дека онкологот не им препорачал да одат на психолог. Од иста страна, дури 68% не ни знаеле дека постои онколог на клиниката за онкологија. Ова поврзано со она кое што вчера се дискутираше, а тоа е потребата на пациентите да ги прават оние тумор маркери и слично, само покажува дека начинот на кој што се третираат пациентите треба да се промени. Стравот, за жал, од повторно појавување на болеста не се спречува со дополнителни испитувања. Значи, нити се спречува со правење тумор маркери на секоја недела, ниту пак се спречува со снимања. Значи, тоа пациентите едноставно го прават од страв и за лична сигурност. И сметам дека за да го промениме, ова треба да го промениме начинот на кој што онколошките пациенти најчесто се третираат, а тоа е, речеме, еден мултидисциплинарен пристап во кој што социјалните работници, психолозите, па дури и психијатрите ќе имаат еден поголем удел во лекувањето, односно со секој еден пациент ќе разговараат за токму за стравот од повторно враќање на болеста или во оние случаи каде што е веќе метастатска болеста за прифаќање на состојбата. Да, со тоа согледно што тумор маркерите не се користат за дијагностика на одредена болест, што доколку некој пациент упорно сака да ги прави тие тумор маркери, тоаш докторот е принуден на некој начин да мора да го прати пациентот. Што во такви ситуации како лекарот според вас треба да реагира? Вака, јас лично сум онколошки пациент и ја знам потребата за сигурност. На кое што треба да се обрне внимание е едукација на пациентите дека тумор маркерите не значат ништо сами по себе. Значи, тие тумор маркери зависат од степен на болест, од состојба на телото, од дали во телото имало некаква друга инфекција која што е апсолутно и најчесто доведуваат до ексцес, тоа во светската литература се вика екстремно предијагностицирање, што значи дека вас кога веќе тумор маркерот ќе ви биде покачен, вас ве фаќа паника како пациент, па повторно барате некакви снимања кои што меѓу другото, не само што не му се потребни на организмот, туку дополнително го изложувате организмот на снимања на зрачења кои што не. Значи, затоа јас можеби една од работите кои што навистина треба да се промени, а тоа е современите протоколи да стапат на сила, во кои што сите оние светски организации како ЕСМО, кои што се референтни за онкологијата, горе-доле кажуваат, односно предвидуваат колку често во зависност од кој тип на болест, кој тумор маркери кога треба да се проверуваат и кој
не треба да се проверуваат. Во исто време таму има нели и гайдлайнси, односно препораки во случај на дали треба да се прават и пет скенови, магнетни резонанци и слично. Меѓутоа во исто време мора малце повеќе да се работи на едукација на пациентите. За жал клиниката на онкологија е преоптеретена со пациенти и можеби тоа е еден од проблемите. Со тоа што самите доктори немаат доволно време да им објаснат на пациентите зошто некое снимање им е потребно или не потребно. Сега, инсистирањето на пациентите, знаете како, нигде во светот инсистирање на пациентот не постои. Не знам, мислам, ние овој наш систем е преоптоварен и од пациенти кои што доаѓаат надвор од државата, зашто таму не му дозволиле да прави магнет и он, бидејќи е државјанин на Македонија, се враќа во Македонија и овдека некој му дава. Зошто тие таму во Германија не му даваат, а ние водека во Македонија му даваме? Значи мора да се, знаете како, тоа е наука, тоа е некаков протокол кој што и ние како пациенти негдека по патот мораме да се научиме да го пратиме. Зошто? Јас тоа знаете како го велам. Размислувајте и од страна на народ. Ако вие го зимате местото на некој кој што е во метастатска болест и на кој што тој пет скен навистина му е потребен за продолжување на терапија, за следење на болеста, па можеби ете и од тој аспект треба да се размисли дека нема потреба од прекумерни снимања. Дека докторите во случај кога ќе видат некакви знаци, инсистираат. Ние сме имале многу пациентки кај кои што на ехо било видено нешто, па тогаш самиот онколог инсистирал да се прави повторно магнет на гради или мамографија на гради, па дури во некои случаи најчесто и петске. Меѓутоа, тоа е веќе кога вие имате индикација. Истото и со болките во коските. Ние цитотерапијата која што ја примам имаме навистина изразени болки во коските, затоа и најчесто се препорачува да се направи DEXA скенот кој што покажувајте во каква состојба ви се коските, па од тука веќе онкологот добива една визија за тоа дали вас ви е навистина потребен да правите скен на коски и слично. Мораме да си ја вратиме довербата во докторите. Крајната линија покажува дека Македонија, македонците сме навистина немаме доверба во нашиот здравствен систем, па ни во докторите, и токму од таа причина сите пробуваме сами да се лечиме, сами да се диагностицираме, сами да инсистираме на нови снимања, и сметам дека за ова да се промени треба сериозно да се работи на целиот здравствен систем. Не е проблемот само со онкологија, тоа го имаме ние сегдека буквално во секој дел од здравството. И можеби она кое што најмногу ни недостасува е покрај едукацијата на пациентите и превенција. Македонија многу малце работи на превенција, затоа имаме такви бројки какви што имаме. Загадувањето не ни оди во прилог и нели имаме многу фактори како ризик фактори кои што допринесуваат за онакви бројки какви што имаме во целиот здравствен систем, и можеби превенцијата е нешто на кое што уште повеќе, мислам не уште повеќе ние немаме, треба да почне да се работи, а кога станува збор за карциномите, раната детекција која што исто така во овој момент не функционира, значи нашите скрининг програми се се уште не изедначени, не функционални, и тоа е секако допринос на поголемите бројки.